Ние ја продолжуваме емисијата онака како што ја најавивме. Тука во студиото е Јана Белчева Андриевска од независната граѓанска иницијатива Шанса за центар. Добре дојдовте во студио 10. Кажете ми, освоивте тројца советници во општина Центар. Дали сте вие задоволни со резултатот? Да, добар ден на гледачите, благодарам на поканата. Ние влегуваме со тројца советници, јас ќе ги кажам по име, бидејќи мислам дека нашата листа Шанса за центар не само што беше независна, туку карактеристично за оваа листа, како и за многу други независни листи, дека влегуваат имења професионалци, експерти од областите, луѓе познати во своите средини, докажани, и мислам дека вреди да се кажат по име и презиме луѓето кои ќе бидат учесници во советот. Тоа е професорката и доктор на науки Дивна Пинчич од Архитектонскиот факултет и вашиот колега Јане Димески. Ние тројца ќе бидеме граѓанските представници, ќе бидеме представници на оние луѓе кои застана и го дадоа гласот за нас, но ќе се бориме за јавниот интерес и за интересот за поквалитетен живот во центар за сите граѓани тука. Дали сме задоволни со резултатите? Јас мислам дека ние како независна листа која се формираше во многу кратко време пред изборите, која има континуитет бидејќи преку невладината организација Здравје пред профит се обединивме со сите ресурси кои сметавме дека може да придонесе да се направи една квалитетна листа и да се понуди квалитетна програма. Искрено мислам дека граѓаните препознаа во тоа една нова опција и нов вид на представување нивно, не само преку политичките партии. Резултатите секогаш може да бидат и подобри, но во овој контекст и со сите пречки кои ги имавме за да дојдеме и да воопшто учествуваме на изборите и со сите нерамноправност во која бивме ставени како независни листи, мислам дека резултатите се одлични. Да, еве, сега она што најмногу се прашуваа луѓето и аналитичарите после изборните резултати е како ќе делувате вие понатаму. Имаше доста анализи сега околу самата причина на вашето појавување, не само на вашата независна листа, туку и на други независни листи, па имаше аналитичари кои велат дека вас ве користат големите партии за своји интереси, дека ве користат да им откинете гласови на едните или на другите. Според она што веднаш се случи, ВМРО ДПМН вас во Советот на општина Центар ви понуди соработка, ми се чини дека вие ја одбивте, така би имале мнозинство. Значи, како ќе делувате понатаму? СДСМ има мнозинство сега во општина Центар, повеќе пратеници, тоест од ВМРО ДПМН, вашите три пратеници, советници, се извинувам, можат често да бидат клучни. Да, распоредот на силите, односно бројот на советници во општина Центар е 9 на СДСМ, 8 на ВМРО, 3 на партијата Левица и 3 независни. За мнозинство се потребни 12 гласа. Но ние рековме, нема да правиме политички коалиции. Не ја одбивме ние соработката со ВМРО. Ние ќе соработуваме со сите. Многу е важно врз база на кои принципи ќе се соработува. Дали ќе се соработува вистински во одбрана на јавните интереси и во интерес на граѓаните, или ќе се соработува само за да едните имаат надмок над другите. Ние рековме дека таква коалиција нема да правиме. Ние ќе се обединуваме секогаш зад интересите на граѓаните. Ќе го поддржиме секој предлог, независно дали доаѓа од едни или од други, ако за тој предлог сметаме дека е во корист на мнозинството, дека е во корист на унапредување на квалитетот на живот во Центар. Заради тоа не сметам дека ние некого сме одбиле за конструктивна соработка. Напротив, ние постоиме за да има конструктивни решенија, но сме одбиле за политичко коалицирање. Знаеме дека во функционирањето на локалните совети многу често се мешаат интересите на крупниот капитал, на големите економски играчи. Тоа многу беше забележливо во општина Центар. Се сеќаваме и на оние протести кога беше градоначелник Андреј Жерновски, кои беа замаскирани како протести против уривање на црква, но всушност беа за дуповите на Водно. Како ќе одолеете на тие притисоци на крупниот капитал, бидејќи општина Центар е најатрактивна општина во државата за градење, таму се остваруваат најголеми профити,
а советниците во општината често се клучни за носење на ДУП, за градежни дозволи и за такви други одлуки. Да. Интересот за тоа да има зголемени градежни активности во општина Центар е почнат малку од поодамна. Во една смисла тоа е разбирливо заради тоа што е тоа најатрактивно подрачје. Во друга смисла не може градењето да биде Не може општина Центар да биде само поле за градење, ниту да биде само еден голем паркинг. Мора тоа да биде сепак да личи и да има визија за развој на еден центар на европска метропола. Она што се случуваше и во изминатиот период, па до ден денеска морам да признам, дека многу често одлуките во полза на поединци се судрија со она што е јавен интерес. Единствен механизам кој јас го гледам за да ние им застанеме на патот на одлуките од кои полза имаат само малкумина, а штета имаат многумина, е транспарентноста. Заради тоа што кога сите одлуки ќе бидат под будното око на јавноста и кога ќе може јавноста да ги следи и седниците на совет во живо, кога ќе може однапред да ги види одлуките кои се предложени за секој совет. И тоа се моите заложби кои траат подолго време. Јас бев, како што знаете, член на совет и во претходниот совет, и она за што секогаш се борев е јавноста да биде информирана и вклучена. Многу ќе биде потешко да се донесуваат такви одлуки ако ние имаме вистинска транспарентност, ако имаме вистинска отчетност. И тогаш низ вклучување на граѓаните и нивна партиципативност во донесување на одлуки нема да може да поминуваат веќе одлуки кои ќе остават лоши последици по граѓаните. Имавме случаи, особено тие беа изразени во општина Центар, кога советници менуваа страна, гласа за одлуки за кои претходно не се залагале, никогаш тоа не се разјасни точно зошто се случувало, но секогаш се претпоставки дека тоа се притисоци од партиите, од како што кажавме, крупниот капитал и така натаму. Вие за себе претпоставувам можете најдобро да зборувате, да кажете, но имате уште двајца советници од вашата листа. Како ќе се заштитите од тие притисоци, бидејќи мислам дека вашите советници, ете и овие на левица, да речеме условно, ќе бидат најголем таргет, под најголем притисок на останатите партии, некогаш да гласате во нивна полза. Прво верувам во екипата која се собра зад идејата на Шанса за Центар. Јас сум само предводник на листата, но сите ние заеднички ги поставивме принципите на делување и мислам дека тука не треба да постои ниту грам сомнеш дека некој од тие луѓе кои, како што реков, се препознаени во своите соседства, во своите мала, но и се професионалци и експерти од областите во кои делуваат, сега одеднаш ќе станат мета на политички пазар. Не. Во тоа апсолутно не можам ниту да сакам да зборувам. Од друга страна, да зборувам за себе лично, јас влегов во претходниот совет како дел од коалиција со СДСМ. Ке беше за мене веројатно многу по смирено ако ги прифатев и ако станев дел од конформистичкото мнозинство. Но мене не ми дава мојот интегритет едноставно да ги прифакам одлуките со кои не се согласувам. И јас заради тоа решив да дадам оставка и да ја напуштам коалицијата, иако таа беше доминантна во минатиот совет, бидејќи распределбата на сили беше 16 на страната на СДСМ, а 7 на страната на ВМРО. Да, тогаш влеговте и во еден своевиден конфликт со градоначалникот Богдановиќ околу тоа кој бил во право и зашто, нема сега да влегуваме во тие детали повторно, но се уште актуелниот градоначалник вели дека со неговиот мораториум за Центар општината е спасена од урбано дивење, дека многу згради кои би биле направени не се направени, дека тој на некој начин ја спасил општината од претерана урбанизација и навистина во општината Центар имаше мораториум. Имавме случаи кога и дел од големите инвеститори се жалеа на тој мораториум. Јас се согласувам дека мораториумот беше најдобриот инструмент што можеше да се донесе и тој беше донесен и по барање на нашата граѓанска иницијатива во моментот кога ние дојдовме да во тоа време 2017 година да направиме договор со СДСМ. И моето влегување во Советот
како дел од СДСМ беше точно условено и со тоа ние заеднички да работиме на мораториумот. Сметам дека мораториумот беше вистински инструмент и му се заблагодарувам на градоначалникот дека заедно успеавме да го оствариме. Она што дополнително беше важно со мораториумот, да се направи квалитативна евалуација на сите урбанистички планови за да се утврдат сите недостатоци и сите грешки кои во урбанистичките планови биле направени, а за жал ниту една институција низ која поминала не ги воочила и не ги стопирала за да се донесат. Тие документи покажаа дека со таков развој понатаму на центарот, ние центарот ќе го гушиме, дека центарот практично нема капацитет да прими такви решенија како што во плановите беа предвидени. И она што се започна со носење на нови планови. Каде запнаа работите и зашто ние не успеавме да донесеме нови планови е нешто друго. Но мене ме загрижува една друга работа што ни се случи, кога Уставниот суд застана во одбрана само на приватниот интерес и не ја виде заштитата на јавниот интерес која требаше да ја направи врз база на сите документи и на сите докази зошто со развој на центарот со такви урбанистички планови нам квалитетот на живот на сите граѓани ќе ни беше влошен, а на крајот и Министерството за транспорт и врски за жал не препозна дека во елаборатите кои ги побаравме за суспензија го штитиме јавниот интерес, а они не препознаа дека јавниот интерес е на некој начин загрозен. Ја се надевам дека јавноста е сега посензибилизирана, дека и се многу работи појасни, дека ги почувствува, да речам, ударите од таа дива урбанизација која ни се случуваше во изминатиот период и дека сега и преку нашиот глас и нашето присуство во Советот ќе имаме можност да ги застапуваме нивните интереси, да се бориме за подобри решенија во урбанистичките планови. Она што дополнително сакам да го кажам дека ние влегуваме сега во тројца советници, еден од нив тројца е експерт од областа, човек што веројатно од професионален аспект има најголемо знаење од сите други советници кои ќе бидат во Советот и ќе може конструктивно да помогне во тоа какви планови понатаму ќе се носат. Да, покрај мораториумот во центар се градеше на некои објекти кои беа започнати порано и сега имаме ситуација каде што и пред мораториумот за време на заселената урбанизација на центар имаме делови како што е Дебар Маало, Капиштец, оној делот нели кон државната болница, зад католичка црква, тие толку е тамо веќе кога ќе поминете кај заводот за рехабилитација, толку е веќе тамо урбанизирано, што кога ќе поминете тие улички веќе наликуваат на некакви гета. Тие се тесни улички, без паркинзи, само згради. Тука ми се чини дека штетата е веќе направена, но сега еве прашањето е што може да се направи понатаму, за колку што може да се спречи понатаму таа појава. Знаете, таму и не е само проблемот на тоа дека се улиците тесни и дека нема паркинг. Таму ќе биде проблем ако треба да дојде противпожарно возило. Таму луѓето ќе бидат загрозени заради тоа што заштитата и безбедноста на тие луѓе не е соодветно третирана. Плановите поминале, што е најстрашно, низ многу институции. Не е тука општината прва и последна. Туку напротив, од почетното планско решение, градот е втората инстанца која може да ги сопре и да бара корекции, како и Дирекцијата за заштита и спасување, многу други министерства, на крајот Министерството за транспорт и врски. За нас многу наследени проблеми се случија во Скопје и многу од тие урбанистички планови, конкретно овие сега што ги споменувате, 107 е планот за водно, кој како што знаете 2012 година се носеше сред ног, дури и со едно спорно мнозинство. 11 гласа за, 11 против и 1 воздржан, не значи дека еден имал мнозинство во донесување на одлука за тој план, а Уставниот суд тогаш донел одлука дека и со 11 за, 11 против, тој е донесен план. Тоа е многу спорно, но еве да не се навраќаме назад, последиците од таквиот лош план ги чувствуваат и ги гледаат сите. Ние треба најмногу да внимаваме дали одлуката ќе донесе подобар или по-лош квалитет на живот на тие луѓе. Некогаш водени од притисокот и од инвеститорските апетити,
се носеле такви планови, но денеска мислам дека и граѓаните се посвесни, впрочем и изборот на независни советници во советите покажува дека она што може би не успеале партиите да го одбранат сами, сега граѓаните очекуваат од независните листи да бидат нивниот глас, да бидат нивниот вистински представник во советите за да се борат за вистинските граѓански интереси. Да, но откако Уставниот суд го укина мораториумот, сега таа урбанизација ќе проложи непречено. Затоа ве прашав што може да се направи за да се спречат овие улици и населби што ги набројавме, за таа слика да не се реплицира сега, бидејќи центар, иако е урбанизиран, се уште има делови кои не се толку, но каде постои можност да никнат нови згради. Да. Прво, ова што го рековте, центар не е само овој дел што е под напад, да речем, на такви бетонски чудовишта. Центар има и своји делови кои се релативно неразвиени. Или ако се споредат индикаторите за развој, например, на Маџирмало, на Крњево, со овие на Капиштец, на Водно, на Дебармало, на Буњаковец, тогаш дискрепанциите се многу големи. Ние кога зборуваме за некаков рамномерен развој, не смееме да дозволиме некои луѓе да живеат во услови кои не доликуваат на 21 век, а некои пак да живеат во небезбедни услови, можеби во многу полуксузни станови, но апсолутно кога живеат загрозени, со нерешена заштита и безбедност, со немање простор во градинките, со немање доволно простор за паркирање, со немање доволно простор за во училиштата, тоа не е квалитетот на живот што треба да им се понуди во центар. Сакате да кажете дека мислам дека балансот што мора да се задржи е она што капацитетот задоволува за да може таму да се направи понатамошен развој. Сакате да кажете дека Маџармало и Крњево бидејќи ги спомнавте, подобро да се урбанизираат него да останат какви што се сега? Апсолутно, ние заради тоа имаме план за Маџирмало кој е направен и кој е нов план за Маџирмало, кој се трудевме, односно не ние, него сите стручни служби во општината и стручната комисија да направат најдобри можни решенија, да го заштитат сето јавно државно земјиште таму, да го заштитат сето зеленило и да ги предвидат сите потребни јавни институции кои треба да се изградат таму, за да со урбанизацијата на тој простор се подигне квалитетот на живот, но и квалитетот на услуги, како комунални, така и образовни и социјални, кои на граѓаните ќе им бидат достапни. Тоа истото важи и за Крњево. За Крњево имаше план во кој некому беше дадено многу, без да се води сметка како тоа ќе влијае на мнозинството на граѓани таму. Мислам дека сега таму се кршат копијата, дали да се дозволи да се направи изградба по план кој ние го ставивме под мораториум и мојата искрена заложба би била да работиме на суспензија барем на делови од планот, каде што знаеме дека директно може да, ако се реализираат, да се наруши балансот, да не може да се обезбеди рамномерен развој и да биде неодржлив практично развој. Добро, но што е со понатамошната урбанизација на овие делови што ги кажавме дека се најзагрозени, каде што сега е најтесно таму, уште има простор за зградење, уште има има и заради тоа велам градењето таму мора да биде направено со нов план кој ќе биде со подобар квалитет и заради тоа е новиот план за Маџирмало кој е веќе по некоја Не зборувам за Маџирмало, зборувам за овие тесни грла за кои зборувавме, какви што се овие што ги спомнавме кај Капиштец, на Водно, позади Католичка. Да. Значи што зборуваме, што правиме за тие места каде што се уште има простор за градење? Да. Гледате, ние постојано зборувавме овие години дека просторот е необновлив ресурс, еднаш зафатен, особено погрешно зафатен, многу тешко може да се врати назад. Тоа нам ни се случува и со многу од објектите на државно земјиште изградени со проектот Скопје од 2014. И после толку многу елаборати, па дури и судски процеси за тоа дали тие објекти на вистина се легални, дали ги поминале сите законски процедури за да може таму да се најдат, не се направи исчекор за да се решат. Со приватните ќе биде па уште потешко заради тоа што сега грешките кои се направени со дозволување на такви објекти веќе се
непоправливи. Она што е многу сериозно важно сега да се сменат наследените пракси на носење на одлуки, за да се спаси она што може да се спаси, за да не се распродава државното земјиште, туку да се остави да биде во државна собственост и да биде наменето за она што на граѓаните навистина им недостасува. Им недостасува парк во близината на која живеат, им недостасуваат нови градинки, им недостасуваат простори за рекреација, им недостасува сенка под улиците по кои ќе живеат, им недостасува слободен јавен простор. Наследените одлуки мора да се сменат и мора да се направи реформа во начинот на донесување на одлуки внатре во администрацијата, за да може да се понудат нови решенија кои ќе барем спасат и поправат дел од она што е наследен проблем. Да, во однос на пораките кои граѓаните ги пратија до големите партии со гласање на независни листи, имаме два феномена. Еден е дека граѓаните гласаа за овие независни листи и за помали политички партии, некои вие спомнавте и Левица е меѓу тие феномени, да речеме, а имаме и еден голем дел од луѓето кои едноставно не излегува на гласање и тоа се гледа по изборните резултати и по излезноста која е рекордно ниска, но и по резултатите, да речеме, за владачката СДСМ, каде што тоа е најочигледно. Која е пораката сега на граѓаните? За мене мислам дека рамнодушноста на граѓаните да не дадат никаков став, односно да не излезат и да останат дома, не е добра. Верувам дека многу од граѓаните немале можеби вистински избори, не знаеле за кого да го дадат гласот, но останувањето дома зборува за една рамнодушност. Мислам дека правото на глас многу жртви во историјата повлекло, за да луѓето можат да го кажат на некој начин своето размислување, и сега 50% од луѓето или секој втор на улиците да нема свој став и да не сака тој да го изрази на избори, мислам дека е многу симптоматично, заради тоа мислам дури дека ги нарушува демократските принципи на добро владење. Мора да направиме доверба дека политиката работи во интересите на граѓаните и луѓето повторно да го користат своето право, да не речам дека тоа е и обврска, и да не бидат рамнодушни во која иднина, односно во која насока ќе оди иднината, конкретно на локалните избори во околината непосредна во која живеат. Да, ова и луѓето на некој начин покажаа дека размислуваат критички доста, ова го покажуваат, ова се локални избори, но силна порака за партиите. Да се вратиме уште малку на општина Центар, добивам пораки од гледачи, велат исто така голем проблем се паркинг местата и вие ги спомнавте. Прашуваат например за улица Орце Николов во сред Центар, таму станарите велат немаат каде да паркираат. Има ли некакво подобро решение за тие паркинзи? Бидејќи гледаме дека улиците цело време се ставаат овие велосипедски патики, што е окей, се ставаат столпчиња, се забранува паркирање, се е тоа окей за пешаците, за јавниот простор, за животната средина, но сепак автомобилите постојат, луѓето мораат некаде да паркираат. Да. Јас ке тргнам вака. На транспортната пирамида некогаш го величала автомобилот како приоритет. Сегашната модерна транспортна пирамида го става човекот на прво место. Заради тоа мислам дека прво и многу поважно е како ќе се движат децата и пешаците низ улиците на градот, а не како ќе се движат автомобилите. Да тргнеме да го решаваме принципот на безбедност на најранливите како приоритет, за потоа да дојдеме до решавање на проблемите и со возилата. Ке се вратам на моментите на пандемијата, кога бизнесите беа замрени или кога немаше таков динамичен живот, конкретно во Дибармаало, граѓаните на Орце Николов и воопшто на Дибармаало немаа проблем со паркирање, заради тоа што за резидентите тогаш имаше доволно паркинг места. Дибармаало е доста динамично, заради тоа што има многу станови кои се користат за деловни намени, има многу угостителски објекти, а нема доволно паркинг за секој бизнес кој таму постои. И тоа создава навистина една нервоза и кај резидентите. А ако паркинзите
се користат само за резиденти, а бизнесите имаат друга понуда, односно не мора да бидат паркирани секогаш сите што одат на кафе пред кафаната во која пијат кафе или кај што јадат, а тоа е слика и прилика на Боемските улици, особено на оваа Боемска 2 што е, заради тоа што тоа не се резиденти, а таму кога се оди со количка со дете или кога треба велосипедист или пешак да помине, некогаш треба да излезе на калдрмата и да врти помеѓу паркираните возила кои не им е срам како ги блокираат јавните површини за движење. Тоа не е проблем со паркирање, тоа е насилно паркирање. Ние за такво паркирање во ниеден град во светот не сме виделе, за тоа мора да го решаваме тука, дека баш мора секој со кола да влезе во кафаната кај што сака да јаде. По мене, мислам дека ние паркирањето имаме многу една добра солуција, која ја поддржувам и се надевам дека ќе се случи. Во планот за Дебармаало 2 и парк, на местото на сегашните бараки на град Скопје, се предвидува да има двукатен монтажен паркинг и тоа е влезено во план, тоа не е ветување на една или на друга група, туку дека таму градот Скопје, како што знаете, администрацијата ќе се пресели во нов објект. Сите бараки таму ќе се направат монтажен двукатен паркинг простор со зелен покрив кој ќе го обслужува секој што ќе има некаква работа или некакво задоволство во Дебармаало. Од друга страна, за потребите на Луна паркот, за потребите на градскиот парк, кај што исто така има голем интерес на луѓе да дојдат, бидејќи тој централен парк на целиот град и многу луѓе мора да доаѓаат и со возило таму, а не е обезбедена доволна мобилност, односно пристап со јавен транспорт. Нашиот став беше дека од другата страна, преку пешачкото мовче, кај поранешниот полигон има доволен паркинг простор кој може да се искористи за посетителите на паркот, да биде уреден, да биде нормално добро организиран, за да може тој простор таму кој исто така отворен и голем, да ги снабди, да речам, потребите на луѓето што доаѓаат во паркот. Но она што сега сакам да направам една паралела. Знаете како, во Дебармаало урбанистичкиот план кој беше предложен 2015 година ни беше тригер нам на соседите да се обединиме и да го разгледаме, заради тоа што ни стои нацрт план, практично требаше на јавна анкета да ги дадеме нашите сугестии. Она што го видовме тогаш е дека планирите планираат воопшто не земајќи ги во предвид потребите на граѓаните. Па така, на пример, они дури ги изигруваат бројките во планот. Ако се вели дека, на пример, според генералниот урбанистички план, капацитетот на број на жители во Дебармаало со таа инфраструктура која постои, со тоа училиште, со таа градинка или со тие две градинки, со јавниот простор, со капацитетот на сообраќајниците за тој сообраќај кој е предвиден, изнесува, да речам, за X жители, конкретно таму пишуваше за околу 9500 жители, не може да се планира тој простор сега низ урбанистичкиот план да внесе 2 пати, дури во некои планови во центар, до 8 пати поголем број на жители. Тоа е како во чаша од 200 мл да сакате да ставите 2 литра вода. Па секако дека ќе истекува. Инфраструктурен хаос. Да, па секако дека на крај од тоа ќе се направат милион проблеми кои граѓаните ќе ги учествуваат и за кои ќе бараат некакво решение, а решение нема заради тоа што чашата од 200 мл не собира 2 литри. Едноставно премногу луѓе. Да, ние мора да се вратиме на основните начала на квалитетно планирање. Генералниот урбанистички план заради тоа и постои, за да ги стави рамките, за да ги дефинира параметрите и да каже овој простор има капацитет за толку и немаме ние сега можност да ставиме многу повеќе заради тоа што тоа ќе значи од рестрикции на вода, од намален капацитет на канализациона мрежа, од сообраќајна закрченост, од немање на паркинг, па до сите други предуслови за квалитетен живот. Она што нам не се случува да имаме приполни градинки, да имаме број на деца надвор од нормативите и стандардите, тоа е се последица на некои лоши планирања кои во интерес на тоа да се градат станови за жителите не размислувале каде
Децата од тие станови ќе одат во училиште, по кои патеки безбедно ќе се движат до училиштата и до градинките, каде ќе излегуваат, во кое зеленило ќе играат и така натаму. Па тоа не сме веќе да продолжи, мислам дека до сега и јавноста е веќе доволно сензибилизирана, а и тука морам да признам дека медиумите направија една многу добра еманципација на луѓето, бидејќи ги покриваат темите од интерес и беа секогаш будни следачи на оние дискусии што во општина Центар се случува за сите горливи проблеми во однос на урбаниот развој на градот. Да. Белчева Андреевска, ви благодарам за учеството во Студио 10. Благодарам и вам. Зборувавме за општината Центар. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам што следевте уште една емисија. Останете во добро здравје и се разбира следете ја програмата на Телевизија 24.